Оваа вечер ја замислевме како вечер кога сите ќе бидеме љубопитни да прашуваме, да се обраќаме, да се согласуваме или да не се согласуваме, но најмногу да научиме нешто ново и да бидеме љубопитни и отворени кон новите искуства. Звонко вели: многу патувам. Многу патувам, многу слушам, многу гледам. Секогаш кога го правам ова, ми се враќа прашањето: што останува во мене кога се заменува кон некое место? Со Андалузија беше поинаку. Таа не се замина, ниту јас однеа. Таа се всели во мене. Ништо не ме возбудило толку силно како Андалузија. Не како туристичка дестинација, не како историска фасцинација, како чувство, како глас што не замолкува. Откако јас ја прочитав книгата еднаш, два пати, три пати, размислував што оваа книга значи за мене и како јас ја разбирам. Оваа книга е раскажување, но во смисла на раскажување на она древна исконска традиција на орално прераскажување, што постоело уште од постоењето на човекот пред пишаниот збор. И го доживувам како, не само како раскажувач, туку како чувар, како заштитник, како вардач на творештвото. Во ирската култура и традиција постојат два типа на раскажувачи: шкили и шанахи. Шанахи се оние кои што се чуварите, вардачите или патувачките, живите библиотеки. Луѓето кои што ги бележат, им се радуваат и потоа прераскажуваат за местата, за фолклорот, за митологијата, за генеалогијата. Раскажуваат како нештата настанале и како нештата битнале. Тука јас го видов Звонко и оваа книга. Да, сметам дека можеш да се освоиш со туѓа култура и да стани твоја. Во мојот случај тоа се случило два пати, полската и андалузиската, не шпанската култура, бидејќи јас гледам, доживувам многу голема разлика меѓу тоа што е шпанско и тоа што е андалузиско. Накратко ќе се обидам да раскажам зошто, бидејќи ако продолжиме на овој начин ќе испадне ова форма на предавање. Да, размислувам на кој начин сакам да и возвратам на Андалузија, во која патувам веќе 15 години, еднаш, два пати, три пати во годината, некогаш на еден месец, некогаш на 5, но сум таму постојано. Андалузија и Јужна Африка се двете земји или двата региона кои што возбудиле во мене такви чувства и каде што сакам да се враќам. Од аспект на она што ти го наречев домување, што е клучно кога сакаш да пишуваш за туѓа култура, бидејќи тоа домувањето пред се подразбира наблюдување, бидејќи не може насила да станеш дел од нечија култура, треба да ти биде дозволено да влезеш во нечии животи, во нечии градови, села, сараи, палати. Јас таму многу долго седев и многу долго наблюдував. Многу време поминував сам, не разговарајќи со луѓето, чекајќи да бидам повикан или чекајќи, што најчесто се случуваше. Сакаат да споделат некаква историја. И многу често тоа беа многу постари луѓе. И така јас почнав полека да ја откривам историјата за Ал-Андалус, која што подолго сватив дека треба да ја раскажам низ призмата не на арапите, туку на мулавадите, моросите или морискосите. Ова се термини кои што шпанците ги употребуваат за христијанизирани арапи или евреи, или за оние што останале да живеат во Андалузија после реконквистата. Односно оние кои што го носат сето ова шаренило за кој што зборуваме и кој што е толку многу очигледно кога сте во Андалузија. Претпоставувам дека добар дел од вас ја посетиле Андалузија. И јас се потрудив да се вдомам на истиот начин како што модерните шпанци се бореа со идејата како да го сватат, да го прегрнат и да го направат дел од својата култура, ова цело арапско наследство, кое што многу децени за нив беше проблем и умствен, и ментален, и културолошки, и научен.
и 70-тите, 80-тите години се отвора науката и бараат концепти како да го втомат и го потребуваат кој зборот втомат целото арапско искуство или наследството на Ал-Андалус како свое. И сега кога андалузиците зборуваат за Ал-Андалус, тие ги нарекуваат домени култури на наше тло. И кога ќе прашате некој човек оптаму за тоа од каде е или што е, никогаш нема да речи дека е шпанец, туку ќе речи дека е андалу, што наједноставно кажано значи мешан човек.